Советот општина Кавадарци денеска ја одржа петата седница во овој состав и на крајот на годината нормално е да биде ставен на дневен ред буџетот на општина Кавадарци за 2022 година, основниот документ по кој ќе работи локалната власт во општина Кавадарци. Веднаш да кажеме дека буџетот годинава ќе биде тежок над 17,5 милиони евра, а ќе биде главно развоен и ќе можат со парите од буџетот да се прават разни инфраструктурни објекти и да се реализираат капиталните објекти кои ги предвиде Советот, односно градоначалникот на општина Кавадарци. Во дискусијата по оваа проблематика зборуваа доктор Стојан Чарамов, потоа Веса Богевска, Горан Кузманов, Вуко Милов, доктор Тори Дешковски, Перо Николов, Филип Тасев, Валентина Пањанска и други советници кои дадоа придонес за усвојување на овој важен документ, кој, како што рековме, помина на денешната седница и по истиот ќе се работи. Во своите излагања во рамките на усвојувањето на овој важен документ говорија и доктор Стојан Чарамов, председател на Советот, и магистер Митко Јанчев, градоначалник на општина Кавадарци, кој подетално се задржаа на акценти од буџетот. При подготовката на буџетот за 2022 година се почитувани начелата за економичност и рационалност во трошењето на буџетските средства, има зголемена фискална одговорност, отчетност и транспарентност, има добро буџетско планирање и извршување преку дефинираните програми и транспарентно планирање и искористување на капиталните расходи, како и дисциплинирана буџетска потрошувачка во насока на рестриктивна и ригорозна контрола на помалку продуктивните трошоци, без да се наруши нормалното функционирање на буџетските институции. Општиот дел на буџетот содржи консолидиран баланс на приходи и расходи, баланс на капитални приходи и расходи, функционална класификација на расходи, односно збирот на вкупни приливи и приходи е идентичен со вкупните расходи и одливи, со што се воспоставува буџетска рамнотежа во биланс на расходи. Сакам да го поздравам делот во капитални расходи, каде што се планирани 230 милиона 125 илјади денари од општинскиот буџет и е со комунален и инфраструктурен карактер, односно главен акцент се става на комуналната изградба, тоа со нешто што општина Кавадарци може да се пофали во изминатите 4 години, а со истото темпо продолжуваме и во наредниот период. Посебно сакам да го поздравам делот во изградба на капацитети во областа на енергетиката во време на енергетска криза, и тоа е изградба на фотоволтаични панели во 10 општински јавни објекти во износ од 6 милиона 843 илјади денари. Посебниот дел на буџетот ги содржи одобрените средства по програми, подпрограми и ставки за прикажување на расходите. Расходите кои се финансираат од наменски блок дотации и приходи од самофинансирачки активности се усогласени според потребите и барањата на локалните јавни установи. Посебно поздравување во овие програми насочувам кон програмата на локален економски развој, подпрограма Г1, тоа е поддршка на локален економски развој. Вкупни расходи во оваа програма е во износ од 11 милиона 549 илјади денари за програма за набавка, одржување и развој на информатичка технологија во општина Кавадарци, како и надградба на проект за видеонадзор на град Кавадарци, сигурен град и центар за аудиокомуникација за зголемување на безбедноста на граѓаните и општината, посебно во јавниот превоз и намалување на кражбите и деликтите во нашата општина. За поздравување е и програмата за комунални дејности и низините подпрограми, посебно програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација во општина Кавадарци и рурални подрачја во износ од 14 милиони 639 илјади денари, како и подпрограмата за изградба и реконструкција на локални улици и патишта во износ од 737 милиона 73 милиона 178 илјади денари. Бидејќи потекнувам од мојата урбана заедница Љубаш, сакам да ги поздравам некои од планираните проекти на жителите во нашата урбана заедница преку представниците нивни главни во оваа општина Кавадарци, а тоа е поплочување и реконструкција на улица Цветан Димов, булевар Велјко Влаховиќ, посебно околу зградите, булевар Никола Минчев, улица Народна Младина и улица Пилистерска, посебно реконструкција и поплочување на тротоарите. Потоа асфалтирање и реконструкција на улици, пред се улица Индустријска кон Ангрото, улица во населба Белкамен, улица Индустријска до Уни Палас 2, како и улица Цветан Димов спој со Западен булевар. И во развојниот дел на буџетот
кој ги содржи плановите и програмите за развој во 2022 година до 2024 година со вкупни 94 милиона и 500 илјади денари, расходи за 2022 година од 38 милиона и 500 илјади денари намената за изградба на јавни објекти во град Кавадарци од средства кои се обезбедени од основниот општински буџет на општина Кавадарци. Пред се, тоа се изградба на детските игралишта, изградба, реконструкција и асфалтирање на улицата 25 мај, спој со улица Ѓуро Ѓаковиќ, реконструкција и асфалтирање на улицата Лазо Асијата, како и изградба на Западен булевар до Коњски дупки. Бидејќи буџетот на општина Кавадарци во 2022 година сметам дека е развоен, моја заложба е дека денешната расправа за буџетот треба да биде еден своевиден празник за начинот за тоа како ќе се движи нашата општина во наредната година и за тоа сметам дека овој буџет треба да се прифати бидејќи има многу за што да се пофалиме, а реализацијата се надеваме дека ќе биде уште поголема и во наредната година. Во делот на јавните набавки, толку е системот направен да биде добар, што ниту еден не може да влие, ниту на една компанија да даде предност или да даде приоритет во делот на конкурирањето на јавните набавки. И тоа е добар систем, не само за нас, него за цела држава, поради тоа што можноста за ургирање, привилегување и други ситуации се става на минимално ниво. Поголемата опасност е за мене од подобивањето на тендерот на самата изведба на квалитетот на работите кои што се вршат. За буџетот нема многу да зборам, пошто добро го аргументиравте, сте го согледале, укажавте на работите кои што ги има. Сакам само да потенцирам да кажам дека 12 милиона денари кои што ги даваме за спортот, претходно беа 2 милиона денари, овие 4 години даваме по 12. Сакам да укажам и да имате во предвид дека со моето доаѓање и со претходниот совет и сега јавното претпријатие Комуналец добива негде околу 50 до 60 милиона денари за одржување на зеленило, јавна хигиена, перење, чистење, а претходно, ако исполнам и ви кажам дека зеленилото сега е 11 милиона денари, а претходно беше 2 милиона денари, и тоа е видливо на терен, зашто има повеќе зеленило и се одржава при јавното претпријатие Комуналец. И видлива уште една работа, 160 милиона денари беше буџетот на јавното претпријатие Комуналец, во моментот за 4 години го качивме на 240 милиона денари. Покачувањето е повеќе од дотациите што ги добива од општината по основ на работи завршени за општината по метар квадратен, чистење, перење, зеленило, хигиена и било како. И вториот момент 30 милиона денари се тие кои што успеавме во претходниот мандат да 4 мини хидроцентрали и сега изградбата на 5-та ги ставиме со фитинг тарифа повластена за да ги добиеме тие средства 30 милиона денари годишно во јавното претпријатие Комуналец. Тука и би елаборирал во делот на она што го коментираме и го правиме. Законот е многу јасен во делот за задолжување на општините. Ние сме ликвидна општина со добар бонитет и во моментот нашата ликвидност укажува на тоа дека можеме кредитно, доколку има потреба, да уште 2,5 милиона евра се задолжи. Така да воопшто не е ситуацијата да речеме ние дека сме во лоша ситуација или недобра ситуација или не сме ликвидни како општина. Капиталните објекти кои се градат, знаете дека се за наредните 30, 40, 50 години, не се за еден ден. Граѓаните тоа добро го гледаат и мислам дека ќе им служи во делот на нивното секојдневие и во делот на безбедност, хигиена, култура во делот на градот и во делот на спортски град, кога Кавадарци тоа и го заслужува од секогаш и во делот и на ракометот и на фудбалот. Успеавме фудбалот да биде во прва лига, ракометот ни е во Суперлига, кошарката виќе ни е секој во таа супер прва лига и мислам дека имаме многу тука што да вложиме, а не да изгубиме. Во делот на презентацијата претходно што имавте на локалниот еколошки акционен план, денеска јас службите сакам да ви поделат сите по една книга.
и да се заблагодарам за целокупното учество на сите оние кои што учествуваа по групи во овој локален економски план со важност од 22 до 28 година. Претходно немавме донесено еколошки акционен план, само за информација ви кажав и прошлиот пат, оваква документација да се изработе, ако го пуштивме на тендер, кошта меѓу 50 и 60 илјади евра, цена пазарна, ние го изработивме со нашите структури, со подршните единици при министерствата, со луѓето од невладениот сектор, и тоа е голем бенефит и успех за општината. И ве уверувам во иднина, се што можеме сами да сработиме и направиме, и биде легитимно, и биде транспарентно, тука домачински че гледаме да сами си ги сработиме оние основни работи кои што можеме да ги сработиме. Тука исто имаме мал број на софтвери направено, имаме мал број на програми, благодарение на нашиот IT сектор, кои што воопшто не ја коштат општината, а функционира системот како еден систем кој што треба да го има во електронска версија. Во делот на амандманите што се поднесени, јас би предложил да ги разгледаме, меѓутоа би побарал, ако дозволите, да има една кратка пауза, да ги дискутираме, за тоа што сепак сега првично ги гледаме, и да укажам само на две работи, дека невладениот сектор го стави пред 3 милиона денари годишно, што е едно поздравување, едно спуштање на општината при реалниот сектор. Во делот на спортистите, амандманот треба да го разгледаме добро. И само да елаборирам нашата анализа која што ја направивме во делот на бесплатниот превоз на ученици и јавен транспорт. Ми се чини дека Вуко спомна околу 15 милиона, околу 9 милиона денари. Меѓутоа, тоа треба да го усогласиме и затоа сакам пауза да направиме. Само би елаборирал наша анализа дека треба да се набават автобуси со 50 седишта, 3 автобуси, минибуси до 15 седишта, 3, возила со патници до 6 патници, 3 возила. Тие се со 6 патници за децата со хендикеп, кои што ги транспортираме секојдневно и ги возиме индивидуално. Треба да се набави софтвер за наплата на јавниот превоз, инфокартички, каси, светлички инфотабли, и тука е некоја сума ставена, и плати сме ставиле за 6 вработување во делот на Д категорија, оние што треба да експонират со возењето како возачи. Нормално, други трошкови не сме оптеретиле, пошто планираме тоа да го направиме при јавното претпријатие за паркирање, и некаде ни излегува цела сума од 18 милиона денари без тековни трошкови на одржување и гориво. Затоа сакам малку да седниме и да видиме, меѓутоа тоа е првична сума, не значи дека не е оправдана, можеби за 4-5 години економски е прифатливо и оправдано, али да го издискутираме и да го видиме, пошто ова веќе 6 месеци го работиме како анализа. Благодетот би бил пак на име на граѓаните, затоа што имаме унифициран превоз за децата. Нормално, тука треба да биде безбедноста на прво место. Второ, имаме поредовен јавен превоз, тука учествуваме и во екологија, учествуваме и во стандардот на граѓаните, и доколку успееме ова сето да го направиме, јас би предложил во иднина да оние села кои се оддалечени повеќе од 3 километра од градското подрачје да имаат 2 пати дневно бесплатен превоз, а имаат по 4 до 5 линии дневно, али од тие 2 бидат бесплатни, и за пензионерите сите би направиле една отстапка да пензионерите добијат комплетно бесплатен јавен превоз. Инаку на денешната седница на Советот општина Кавадарци последна во 2021 година се расправаше и по околу 50 на материјали од различен тип, но во рамките на ингеренцијата што ја има Советот во работата на јавното претпријатие Комуналец, потоа јавното претпријатие Паркинг и неколку установи од областта на културата кои работат во општина Кавадарци, се усвојуваа главно извештаи за работењето и планови за работа за
наредната 2022 година, како и неколку одлуки за решавање на урбанистички прашања од делокругот на работата на Советот на општина Кавадарци. Уживајте во наелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.